Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема како да започнеме да работиме на себе кога нашето дете има однесување кое што не предизвикува. Кога детето е во некое однесување кое што не предизвикува, прашањето е како ние да започнеме да работиме на себе, особено доколку тоа не предизвикува премногу често, како да знаеме зошто не предизвикува, како да започнеме со работа во тој поглед и сите однесување на децата кои што не прават нервозни, ако тие се во едно совршено соодветно ниво со начинот на со стадиумот на развој на самото дете, значи релативно се безбедни, што значи дека тие не можат да го повредат родителот, меѓутоа ако постојано родителот пак се чувствува потикнат од однесувањето на своето дете, тогаш родителот да се праша самиот зошто постојано се чувствувам така, зошто постојано сум потикнат од однесувањето на своето дете, зошто моето дете постојано ме погодува кога разговара на таков начин со мене. Кои се вистинските причини? И ако речам дека тоа е одраз на мрзливоста на моето дете или затоа што моето дете цел ден му е досадно па влегува во една состојба на глума, тогаш тоа не би било само рефлексија на самиот родител, туку тоа би било дефлексија. Што значи тоа? Тоа значи дека родителот би се тргнал од вистинските причини за тоа што е она кое што го потикнува и едноставно на прв план го вади детето како главен проблем. Свесното родителство заради тоа ги советува родителите да влезат во еден поинаков начин на размислување, значи да почнат да си поставуваат прашања во смисла на тоа зошто толку многу сум потикната од своето дете, дали имам некое чувство, дали добив некое чувство кое што или некое сеќавање за мое некое минати искуства, какви беа тие, дали бев јас анксиозно дете, дали имав чувства, емоции анксиозни, дали имав родители кои што ме разбираја, дали или пак постојано ме прекинува, не ми дозволува да си ги изразам своите чувства и емоции во нивна присутност, постојано ме праќа во мојата соба да се изрегулирам самата себе си, или пак дали имав родители каде што се чувствував сигурна со нив, дали се чувствував безбедна со нив, дали имав поддршка од своите родители и така натаму. И токму заради тоа јас се чувствувам во овој момент предизвикана и сакам да избегам од овој момент, или пак ми се јавува едно чувство со кое што сакам да го испратам моето дете во собата. Значи, ми се јавува некоја потреба, некое нешто кое што ми создава чувство на погрешност спрема себе и спрема своето дете. И ова кога, значи, вака кога размислуваме, станува збор за саморефлексија и после тоа, значи, ние како родители треба да превземеме акција која што подразбира да не ги повторуваме истите дотогашни искуства, во смисла да ги повторуваме неприлагодливите и дисфункционалните шеми и образци по кои што сме родителствувале, туку да почнеме да учиме и да се носиме со едни здрави, нормални, совршени човечки искуства. И значи сакаме ние да бидеме поадаптивни, поприлагодливи. И кога сето тоа нешто ќе го разбереме, значи влегуваме во една посвесна состојба, во една состојба на да се освестуваме и самите себе си да си кажеме, значи јас разбирам дека иако ми е тешко во овој момент, предпочитам да избегам од овој момент, јас сепак решавам да останам во овој сегашен момент затоа што јас го изградив тој момент, сакам да се борам со тие мои негативни искуства, сакам да со таа моја несвесност и да останам свесна во сегашниот момент за да бидам присутна тука, без разлика дали ми се допаѓа тоа, а потоа да почнам да станувам љубопитна за се она кое што
му е потребно на моето дете, затоа што моето дете е емоционално незрело, за да може да ми го долови вистинскиот начин или да ми ја долови вистинската потреба која што треба да му ја да ја задоволам кај своето дете и или пак јас за да можам правилно да ја разберам и значи да разберам што сака всушност моето дете, дали сака храна, дали сака вода, дали сака музика, дали сака да излезе надвор, дали му треба помош, дали сака да го гушнам, дали сака да го кренам и така натаму. Меѓутоа, родителите треба да разберат дека без разлика што и да е потребата на детето, доколку значи родителот од прв момент не може да ја забележи вистинската потреба, да не се плаши туку веднаш, значи да направи било што, да собере храброст, значи веднаш да било што да направи, било која потреба да се реши да ја задоволи, затоа што детето е суштество на сегашниот момент и тоа, значи со тоа негово однесување ќе секако ќе ни каже што дали сме ја погодили или не сме ја погодиле вистинската потреба и значи ние треба постојано да се обидуваме да повторно значи да направиме обид да видиме дали е наредно таа потреба и се разбира дека мајките имаат едно особено чувство за тоа да знаат која е вистинската потреба на своето дете и со самото тоа што последуваат едно такво чувство увидуваат дека што се случува? Се случува едно подредување или изрегулирање на однесувањето и на детето и на родителот кога се задоволуваат вистинските потреби, значи се влегуваат во една состојба на стабилност и детето и родителот и таа состојба на стабилност особено во најголем број на случаи останува во текот на целиот ден, затоа што родителот се чувствува задоволен и значи тие така продолжуваат во текот на денот и се чувства, затоа што се чувствува ефикасен, затоа што успеал родителот да може да влезе во едно прекрасно патување со своето дете во сегашниот момент, а при тоа да не дозволи минатите проблеми од родителот да ги внесе во релацијата со своето дете. Исто така имаме еден друг пример, интересен пример за искуство со една мајка која што имала 3 деца и значи после доаѓањето на третото дете на свет, мајката особено почувствувала го почувствувала многу тежок. Не можела да го поднесе целиот товар на мајчинството, затоа што и сметала сета таа бучава од своите деца, постојаното плачење, сите тие значи обврски што ги подразбира мајчинството во тој период. И особено била нервозна и вознемирена во попладневните часови и што се случило после некое време, значи таа сватила дека има потреба да ги запишува сите тие емоции на хартија или во дневник, кратко во почетокот за се она што го чувствувала и еден краток опис, значи особено кога била вознемирена, се чувствувала со своите деца, нејзиниот ум толку бил предизвикан од гласот на нејзините деца, од сето она што подразбирало мајчинство, менување памперси, хранење, капење, заспивање, држење во раце и така натаму. И кога се навраќала да ги пишува сите тие нејзини емоции, сите тие чувства и ги препрочитувала, самата почнала да го разбира дека дека сета нејзина вознемиреност всушност потекнувала од притисокот кој што самата таа го чувствувала заради нејзините незадоволени потреби кои што мајчинството едноставно и поради сета таа нејзина вознемиреност во тој процес на период на мајчинство не можела да ги оствари. Значи увидела како всушност нејзините потреби влијаеле врз неа и врз односот со децата. И овој пример е навистина еден прекрасен пример како чекор напред за саморефлексија надвор
од сегашниот момент, значи преку запишување, преку спознавање за тоа што се случува со мајката, зошто била толку избувлива, зошто не можела да ги поднесе своите деца, зошто плачот на децата и предизвикувале голем проблем, кој што всушност ја довеле на некој начин како една работа на себе си, за да може самата да разбере кој е всушност нејзиниот тригер во сегашниот момент со децата и да влезе во една многу поинаква состојба, кога го разбрала кој е тоа нешто кое што ја активира, го сватила како недостаток и значи ја променила енергијата во домот, едноставно решила на еден многу по-продуктивен, по-здрав начин да реагира во односот со своите деца. Значи, ова сознание е навистина вредно, значи големо богатство, подразбира затоа што особено затоа што мајката сета таа работа на себе успеала да ја направи преку запишување на нејзините чувства, на нејзините емоции, како еден начин да може повторно да се поврзе со себе, да се поврзе со своето срце, со својата душа, ама и со својот, истовремено и со својот ум, за да може да разбере зошто била таква каква што била, зошто така реагирала во односот со своите деца и така натаму. Исто така друг пример, свесното родителство ни дава како може свесноста како една техника да им помогне на голем број на наставници во значи да ја применат особено кога децата имаат вулгарно однесување, кога имаат непочит, и затоа што голем број наставници се жалеле како во текот на нивното искуство тие особено имале деца кои што биле вулгарни, кои што имале непочит спрема наставниците и спрема децата во класот и се прашувале како е најдобриот пристап за тие деца. Тие сватиле дека колку децата биле помали, на помала возраст, сепак значи начинот на кој што можеле да го поправат однесувањето на децата било полесно. Меѓутоа, особено проблем било со децата кои што се сметало дека соодветно возраста требало до некој степен да го имаат надминато тоа однесување. Меѓутоа, свесното родителство прво посочува дека можно е да станува прво збор во ваквите моменти дека можеби постои одредено социјално, емоционално задоцнето усвојување преку родителите, преку начинот на кој што родителите воспитуваат, се разбира, овде се зема во предвид родителите да родителствуваат со почит, значи да соработуваат со своите деца. Меѓутоа, бидејќи не постојат идеални родители, ние често пати како родители знаеме да излеземе од своето нормално добро расположение и да почнеме да на еден нервозен начин да им се обраќаме на нашите деца и значи децата да усвојат од овие несоодветни начини на однесување и да ги однесат на училиште, каде што ќе ги предадат во училишната атмосфера. И ако забележат наставниците дека тоа многу ретко се случува, нормално бидејќи не постојат идеални деца, исто така, значи можат многу значи еден полесен пристап во смисла на тоа да се укори детето, кратко и јасно да му се каже дека тоа станува збор за непочит и дека со таквото однесување треба да престане. И меѓутоа, ако станува збор за деца кои што постојано се обраќаат со таков начин, има таков начин на однесување, тогаш наставникот треба да се праша самиот што се случува во семејството на тоа дете, дали постојат некои потенцијални фактори кои што предизвикуваат стрес кај детето и детето, бидејќи дома не може да го искаже стресот, решава тоа да го прави на училиште, затоа што таму со учениците и со наставникот се чувствува малку побезбедно. И се повикуваат родителите и ако се установи дека не е тоа така, тогаш се враќаме на првиот начин, каде што се смета дека се станува збор за едно социјално, емоционално задоцнување на усвојување на знаења во врска со почита
И и наставниците, значи, влегуваат во улога на учители. Во смисла на тоа, бидејќи децата не се свесни за нивното како нивното однесување влијае врз другите деца, влијае врз атмосферата во училиштето, значи наставниците да им укажат на децата, значи за нивното однесување, дека е некултурно, дека е со непочит и како тоа влијае врз значи останатите, во смисла на тоа детето да биде поодговорно за тоа што и како се однесува. И како наставник, што би требало наставникот да им каже? Би требало, најпригладно би било да го тргне детето настрана, значи таа дисциплината на тоа дете да не се врши пред целиот клас, бидејќи тоа само би предизвикало дополнителен стрес, дополнително понижување на детето, кое што нешто ќе го охрабри и потикне детето да си продолжи со истиот начин на однесување. Туку едноставно детето да се тргне настрана и да му се каже: забележувам јас дека денес имаш некои одредени тешкоти, да можеш да го следиш часот, и преку начинот на кој што мене ми се обраќаше и преку начинот на кој што им се обраќаше на твоите соученици, почувствував дека нешто не е во ред со тебе. Дали имаш нешто да ми кажеш или дали имаш некој проблем? Ќе сакаш да го споделиш со мене? Дали сакаш да поразговараме? И откако детето ќе поразговара со нас, значи зависност може и да не ни го каже тој проблем, ние ќе продолжиме понатаму како наставници да ги поставуваме границите. Значи ќе му кажеме на детето дека ти денеска како што се однесуваше, начинот на кој што се однесуваш е начин кој што представува, кој што не е добар, не е во ред, представува, значи покажуваш непочит спрема мене како наставник, покажуваш непочит и спрема твоите соученици, затоа што знам дека ти секогаш се огледуваш на начинот на однесувањето на твоите ученици, па така и значи твоите соученици исто така се огледуваат на тебе, на начинот на кој што ти се представуваш во класот. Значи твојот пример дали би бил позитивен или негативен, во секој случај би влијаел врз целиот клас, како и врз мене, а самиот знаеш дека ние цело време во овој клас, значи развиваме една атмосфера во која што сакаме да имаме простор во кој што ќе развиваме љубов, ќе развиваме почит едни спрема други. Значи, учиме како да зборуваме со најдобри намери едни спрема други. Соедно, значи, во насока на наше, сето тоа го правиме во насока на наше самоподобрување. И токму како тоа, поради тоа, значи јас како наставничка ќе настојувам сето тоа и понатаму да се случува. Значи во таа насока да ги развиваме сите овие начини на однесување, кои што представуваат исклучително љубов и почит еден спрема друг. Се надевам дека и ти како значи еден од учениците ќе сакаш да соработуваш во таа насока. Значи, ова би било само еден начин на кој што и еден пример како би можело во образованието или пак во некоја едукативна атмосфера да им се обратиме на децата. Меѓутоа, ако забележиме дека однесувањето на детето повторно се продолжува, тогаш треба да се повикаат родителите, ако е потребно и социјалните служби, затоа што се разбира дека испод тоа однесување на детето се крие нешто многу подлабоко, нешто многу посериозно, кое што ни кажува дека значи станува збор за значи посериозен проблем кој што треба на многу на друго место да се решава. Тоа би било се за ова видео. Имајте убав викенд, се гледаме.